Денеска сме во посета на општина Карвенци, каде разговараме со земјоделците од сите сфери на земјоделието. Едноставно нема некој дел од земјоделието, а да нема проблем. Ваков колапс на системот до сега во изминатите 30 и повеќе години во државата немало. Тотална негрижа од страна на владата за сите проблеми со кои што земјоделците се соочуваат. Прво зголемени трошоци за производство, цени на ѓубриво, на вода, на работна рака. Неисчистени канали, земјата нема од каде да се наводнува, а има систем кој што е поставен и кој што е поврзан со системот на езерото Калиманци. Понатаму немање доволна сума на пари за субвенции. Вкупната сума на субвенција е намалена за 40 милиони евра. Освен што е намалена, не се исплаќа, субвенциите каснат и тоа важи исто така за секој сектор во земјоделието. Како за производство на тутун, како за сточарите, млекопроизводителите, производителите на ориз. Ланската година го видовме, сега оваа година повторно исто ќе биде со лозарите. Луѓето не може да врзат крај со крај. Освен што се ниски цените на субвенциите, освен што се касни со исплата на субвенциите, откупните цени се страшно ниски. На млекото откупната цена е намалена за 30%, од 36 на 23-4 денари. На оризот практично преполовена, под 20 денари. А ниту оризопроизводителите, ниту производителите на млеко немаат каде да го пласираат своето производство. Едноставно, откупните центри се фокусирани затоа што тоа државата им го дозволува да купуваат ефтини репроматеријали од странство и на тој начин никако не се штити домашното производство. Значи ваков колапс и ваква негрижа немало никогаш во земјата. Огромни трошоци за производство, намалени субвенции, каснење на субвенциите, намалени откупни цени и немање откуп. Јас мислам дека оваа ситуација единствено нешто во однос на млекопроизводителите со што може да заврши, поради тоа што ќе останат тони и тони млеко кој што нема кај да се пласира, а државата не води сметка да им помогне на луѓето едноставно да го истурат на улиците.